Партиите влезени во силна кампања се подготвуваат за предвремени парламентарни избори, сметаат познавачите. Секојдневните активности на сите политичари, јадењето сендвичи и тостови од страна на премиерот не се ниту малку случајни и јасно покажуваат дека 2023 година ќе ни донесе избори. Рейтингот на власта во моментов е во слободен пат, па според познавачите не е чудно што премиерот Димитар Ковачевски е секојдневно растрчан меѓу партиското членство, колку толку да се спаси нешто од својот рейтинг. Новинарот Дженури Сенија на ставот дека и повеќе од јасно се гледа дека наредната година ќе имаме парламентарни избори. Ова е кампања пред кампања и уште од сега, значи, веќе како што кажете, почна со средби со граѓаните. Ова е апсолутно подготвување за предвидени избори, што најверојатно мислам дека ќе се случат ината година. Дека изборите во овој момент се единствен излез покажуваат и многу други сегменти, не само рейтингот на партиите. Власта во моментов никако не успева да обезбеди 80 пратеници за гласување на уставните измени, дури ретко кога се подели на две фракции. 4 пратеници најавија дека ќе делуваат посебно од интегративците ако Алијанса за албанците влезе во влада. Според Сени реална можност да влезат на таравари во владата бидејќи Ковачевски и Ахмети можеби би ги изгубиле тие 4 народни избраници, но би добиле 8. Правиме споредба, значи околу пратеници веќе 4 имат, мислам дека 4 пратеници се од огнената група, а од друга страна ќе влезат 8 од Алијансата на албанците, но на крај мислам дека и покрај револтот што го изјаснуваат јавно, огнената група ќе гласа како што ќе им каже лидерот, односно Ахмети. Ситуацијата во Дуи не е изненадувачка ниту за професорот Джидас Даскаловски. Вели во таа партија веќе идеологија и не постои. Целта на сите е само доаѓање до позиции и моќ, поради што фракционерството е очекувано. Ова што се случува во Дуи е еден природен процес, таа партија веќе идеолошки се изгуби, како да кажам. Нивната стартна позиција беше, знаете, марксисти, ленинисти кои стануваат националисти, па во наводници победуваат во 2001, па добиваат власт, па се на некој начин социјалдемократи, па сега се зелени. А не се. А што се самите си знаат? Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски порача дека единствен излез од кризата во која се наоѓа државава се предвремени парламентарни избори кои ќе бидат организирани од техничка влада во која ќе учествуваат сите парламентарни партии.